Здраво, Филип, како си? Здраво, супер. Вие как сте? Добро. Ти си дел исто така од тимот со Кира, Кирил и Андреј. Да. Од тимот на паметната саксија. Има ли име паметната саксија или е само паметна саксија сега? Има домашниот производ како паметна саксија е името на производот, но главното име на бизнисот ни е Grow Hub. Grow Hub. Интересно. Тоа значи како нешто што расте. Да. Така. Што те прави најгорд на оваа идеја? Најгорд ме прави процесот со моите соученици и сега колеги за research and development на самата идеја. Целата патка бевме над превари, времето потрошено заедно за да го издизајнираме целиот процес. И исто така успехот на самата идеја, успехот на направарите. Како проектот Зелен хаб за идеи сметаш дека ти помогна тебе лично и во развојот на самата идеја? Лично и во развојот на идејата ни помогна така што ни даде прилика да представиме некоја наша идеја. Бидејќи таа идеја ние ја имавме како помисла пред повеќе време, но имавме прилика сега конкретно надпревар за такво нешто да направиме продукт. Која е најголемата лекција што ја научи со овој процес од неколку месеци? Па најголема лекција е да соработуваш со твоите соученици, соработници. Само кога може секој сите заедно да ја распределиме работата еднакво, може да стигнеме до добар резултат. Што мислиш дека е најголем предизвик што младите особено во помалите заедници во локалните средини не се охрабруваат да иако имаат можеби некоја идеја, не се охрабруваат да ја реализираат истата? Па мислам дека предизвик е да не се доволно информирани за да стигнат до прилика да ја представат нивната идеја, да не добијат прилика каде да го представат само тоа. Ти како слушна, како се информираше за проектот за да се вклучиш? Па преку професорите ни кажаа дека има таков надпревар и видовме прилика ние да представиме нашата идеја што веќе повеќе време имавме на ум. Што сметаш дека е најголем предизвик на идните социјални предприемачи во Струјница? На идните предприемачи најголем предизвик би бил да се пробијат пред самата заедница. Како и досега секој бизнис или секоја идеја треба време и труд за да се пробие на пазарот. Што сметаш дека е потребно за ова да се реализира? Од кого се поддршка е потребно? Има поддршки од граѓанските организации, примерно што се Проагрофармери, кои што сме ние, од Младенски сојуз, но покрај невладиниот сектор и граѓанските организации, што сметаш дека друго е потребно? Па потребна е поддршка најпрво од самата заедница, од луѓето кон кој е посветен продуктот, во нашиот случај земјоделската заедница. Но исто така треба поддршка и од некој партнер за маркетинг. И најбитно мислам дека самиот збор на народот дека нешто е добро, тоа е најбитно во разгласување низ некој регион. Супер. Имаше ли некој момент кога се сомневавте дали ќе ви успее идејата? Имаше ли некој момент каде што рековте па ова нема баш да излезе како што го планирав? Па имавме ограничено време за да изготвиме идејата, бидејќи пред време ние имавме идејата, но немавме почнало да работиме на продуктот, се додека немавме прилика. И со дата за надпреварот, единствен проблем можеше да биде да ни каснат некои нарачки за материјал за изработка, да каснеме со самата изработка, да има проблеми, но фала Богу се беше добро. Добро се одвиваше процесот на изработка. Дали ваков тип на проекти влијаат врз вашата самодоверба? Дали чувствуваш промена на Филип пред да влезе во овој процес и Филип денеска? Да, има подобрност во самодоверба. Сепак кога ќе излезеш пред народ да зборуваш или да представиш некоја твоја идеја, ти дава сигурност во тоа што го правиш. И една финална реченица што би сакал да ја порачаш на другите млади луѓе, да ги охрабриш младите, твоите соученици, твоите врсници? Да бараат прилики да се представат своите идеи, да имат самодоверба и да не им е страв да не успеат, бидејќи со многу пати неуспех ќе стигнеш до успех. Фала ти, Филип.
Фала и на вас.